Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имам само едно кратко видео кое што е поврзано во однос на оно што претходно разговаравме за тоа како циклусите сами по себе колку подолго, во одредено добро циклусите, траат, толку самиот профит на тоа добро ќе биде намален, како и циклусите ќе бидат многу подолги сами по себе. Сега, овде на овој шарт се представени на една страна деновите од дното на еден циклус до неговиот врв, како и од другата страна ROI, односно Return of Investment, што значи дека од овој момент, ова е дното на биткоин, во одреден булран, можеме да видиме дали сме добиле Return of Investment, односно враќање на нашата инвестиција од 100 пати, 1000 пати или 10.000 пати. Тоа е уствари мерка во која што можеме да видиме во кој булран колку сме добиле назад, како инвестиција, и колку траел самиот тој практично циклус додека ја достигнала максималната вредност која што може да достигне за тој булран. Сега не заборавајте дека моментално сме во четвртиот циклус и дека истиот се уште трае, што значи дека се уште треба да видиме која ќе биде неговата максимална вредност и каде истата ќе заврши. Но до сега, оно што можеме да го споредиме со сигурност се првите 3 циклуса. Ова е самиот почеток на биткоин до првиот халвинг, односно практично до првиот халвинг, дното и најголемата вредност која што достигнал, како и за вториот, третиот и моментално сме во четвртиот циклус кој што се движи кон четвртиот халвинг. Сега, како што може да видите, првиот успеал за 200 дена да достигне од минималната до максималната вредност како целосен булран. И истиот бил скоро близко до 10.000% профит. Вториот булран е оној кој што завршува во 2013 година, кој што за разлика од првиот му требале скоро 700 и неколку дена, практично, како што видите нешто помалку од 800 дена му требале, за да достигне од најниската до највисоката вредност во самиот циклус. За разлика од тоа, третиот, оној во 2017 година кој што дојде до 20.000, истиот му требале нешто повеќе од 1000 дена, да речеме овде дека би било просечно негде околу 1050 дена, за да достигне до својата максимална вредност од 20.000, и моментално се движиме во последниот циклус, кој што се уште не сме сигурни дали оној blow off top, што се нарекува, максимален врв на биткоин, движењето, сме го достигнале. За последниот циклус ќе разговараме на крај. Сега прво што сакам да увидите е тоа што циклусите сами по себе на булран, оној максимално движење од минимална до максимална вредност, оно брзо движење, како што може да видите се повеќе и повеќе се намалува. Затоа и многу луѓе веруваат дека овој циклус во кој што моментално се наоѓаме не е завршен, не е ни близко да заврши, ни се очекува уште една нога, иако не се очекува да добиеме некој повратна инвестиција од повеќе од на пример како 1000% како претходно, но се очекува да имаме оној blow off top, како што може видите овде кога имаме несомнен врв на движењето на самата цена. Тоа што моментално нас овде ни фали. И се очекува да имаме некоја копија на булранот од 2013 година, каде што имаме еден врв, кој што веќе го имавме, и каде што имаме втор врв, како што може да видите, скоро дупло време му било потребно на овој бранд да се движи, за да дојде до вториот врв. Гледате, првиот врв бил постигнат негде после 400 ден, додека вториот врв бил постигнат негде пред 800 ден, што значи дека имаме скоро дупло движење во време на овој бранд пред да го достигне својот апсолутен врв и да се врати во bear market и затварање на циклусот со халвинг. Така. Сега, овде како што може да видите, овој последен, на некој начин е бледа копија овдека, затоа што немаме апсолутен врв како во првиот случај во 2013 година, но сепак имаме врв. Потоа имаме повраќање на ова, на втор обид за движење нагоре, каде што сепак имавме врв, но цената моментално се движи надоле и имаме корекција. И мораме да увидиме дали оваа корекција ќе се придвижи нагоре повторно и ќе добиеме blow off top или пак ќе продолжи во bear market. Што во секој случај, буквално оваа теорија на намалување на профитот, изголемување на циклусот на одреден bull market е, како што може да видите, доста реална. Со само 4 циклуса ние веќе сме ја потврдиле,
а верувам дека истата понатаму ќе продолжи и нели да се потврдува со наредните циклуси кои што ќе можеме да ги видиме со сопствени очи на биткоин. Значи, она што сакам да го погледнете овдека е дека оние први луѓе кои што влегли на пазарот направиле максимална добивка за минимален временски период, што не може да го очекувате во иднина од биткоин. Значи, не може да очекувате дека ќе добиете 10.000% профит, затоа што се повеќе и повеќе пари влегуваат во биткоин и промената на цената нагоре. Значи, бара се повеќе и повеќе пари да влезат во иднина во биткоин, за да може да добие биткоин повисока вредност. Што значи не може да очекувате, гледате, значи тоа после првите два циклуса станува апсолутно невозможно. Значи овој трет циклус се движел отприлика до 1000%, значи до 1000 практично проценти профит, но тоа е доколку сте купиле во апсолутниот значи минимална вредност на биткоин во тој циклус и сте продале во апсолутниот максимум. Значи тоа верувам дека не може да се пофалат ни 0,1% од луѓето на светот, некои апсолутни среќници успеале тоа да го направат, значи тоа е невозможно. Но доколку статистички погледнеме, да, третиот циклус исто така донел практично 1000% профит и последниот, како што може да видите, се наоѓа негде над 100, повеќе од 100%, да речем нагоре. Верувам дека ова е негде околу 200%, затоа што знаеме дека минималната вредност на биткоин во претходниот циклус беше 3000, додека максималната моментално достигна и до 70.000, но мора да видиме кој ќе биде апсолутниот врв пред да видиме каде на ова, значи на овој да речем чарт би завршил четвртиот циклус пред да имаме следен халвинг. Значи, откако ќе добиеме следен халвинг, ќе утврдиме дека сме поминали преку bear market, ќе знаеме точно каде бил апсолутниот врв на четвртиот cycle, практично четвртиот циклус на биткоин, bull market. Значи, ова е оно што сакам да го знаете и да го очекувате во иднина, што значи дека во иднина следниот практично bull run би очекувале да се движи негде дури и под 100% практично профитабилност за оние кои што вложуваат во биткоин. Затоа и кога добиваме следен bull run, многу често луѓето кажуваат дека не треба да вложувате во биткоин, туку да вложувате, значи во биткоин само откако ќе добиете профит, односно самиот тој профит да го осигурате со тоа што ќе го внесете во биткоин, каде што во наредниот bear market неговата вредност многу помалку ќе падне. Значи колку повеќе пари, толку повеќе профитабилноста се намалува, но и стабилноста се зголемува, што значи дека корекциите на биткоин за разлика од претходно нема да бидат како кога сме го имале на почетокот оние падови од 70-80% во еден ден. Што значи дека цената е многу постабилна за разлика од пред тоа и сите наредни булрани, иако нема да имаат толку добра профитабилност, ќе имаат многу помала загуба на цената во bear market пред да дојде до следен bull market нагоре. Значи, она е тоа што сакав за денеска да ви го кажам во кратко видео. Значи, ова е многу битно да го сватите пред да имате реални очекувања за наредните bull маркети. Затоа и многу често се случува, значи, на некој начин да ве посоветуваат дека е многу попаметно да внесете во оние blue chip коини како што се Cardano, Ripple, па дури Ethereum, иако и Ethereum моментално е еден од, значи, представува огромен капитал. Што значи дека и вредноста на Ethereum не може да очекувате дека ќе добие 10.000% профит во еден bull market. Значи верувајте ми. Така да сите оние останати како што се Cardano, Polkadot, Solana, Terra Luna, како што е исто така и Avalanche, се потенцијални, иако не значи дека ќе добијат 10.000%, но се добар начин да заработите поголем профит за разлика од овие први две валути кои што се најголеми моментално во светот, а тоа се биткоин и Етериум. Сега, значи повторно сакам да напоменам дека ова не е финансиски совет, ова е само едукациона содржина која што треба да служи за да ви покаже значи што да очекувате понатаму и да ви помогне да направите сопствена анализа на пазарот и да направите сопствена анализа на она што очекувате да го инвестирате во иднина, како би знаеле кој е профитот што може да го очекувате. Уште еднаш ви благодарам што го следите нашиот канал. Ова е Криптогемиџија, се надевам дека ви се допадна нашиот материјал, како и секогаш би ве замолил да го споделите ова со оние луѓе кои што сакаат да научат техничка анализа, било каков коментар и лајк е добре дојден во однос на тоа што очекувате да гледате во иднина на нашиот канал и би ве замолил да направите субскрипција на нашиот канал доколку сакате да добивате и понатаму наши содржини.
Со ова го завршувам ова кратко видео и се надевам дека имате добар ден. До следно видување, Криптогемиджија.